Членовите на втората фудбалска лига Запад Тетекс и Гостивар во моментов ги одработуваат подготовките во Охрид, а таа можно се искористија да одиграат и меѓусебен контролен надпревар. Иако екипата на Тетекс постојано беше во водство, на крајот сепак надпреварот заврши без победник 5:5. Сме четвртиот, петтиот ден, втора утакмица игравме прво со Охрид. Задоволен сум од наставот на екипата, ќе продолжиме до недела да играме. Ќе имаме уште две утакмици плюс и ќе се подготвиме третата фаза во Гостивар. Денешна утакмица ни беше една добра утакмица за Тетекс и за нас. Им пожелувам успех на Тетекс и на Гостивар на новото првенство. Одигравме третиот или четвртиот контролен надпревар. Мислам дека беше добро. Сега се уште сме во подготвителен период, каде што тешки ни се нозите, каде што сме уморни, али како што видовте све тече во најдобар ред. Подготовките течат во многу добра атмосфера. Во екипата владее добра конекција меѓу сите нас играчите, меѓу тренерите, меѓу стручниот штаб. Целиме кон средниот дел на табелата, ако ни се пружи шанса да одиме и бараш. Подготовките течат во најдобар ред. Ние се спремаме со шефот Славчо Георгиевски, Дејан Цветковски мали. Гледаме да се подготвиме во што е можно најдобро дело за новата сезона, да ја пројдеме како што треба и како што деликуваат за ваков клуб Тетекс. Јас искрено сум задоволен од мојот настап и од соиграчите. Би сакал да имавме победа, но ете, така заврши нерешено. Нареден пат подобро. Посакувам на играчите многу среќа на подготовките и се најде. За денешен надпревар можам да изјавам дека имавме доста грешки во одбраната. Нападот малку подобро функционираше од минатиот, но сепак мислам дека со шефовите Славчо Георгиевски и Дејан Цветковски мали ќе ги поправиме тие грешки за следниот надпревар да не се случува. Подготовките теча во најдобар можен ред. Фала му на Бога немаме никакви повреди до сега. Благодарение на физиотерапевтот, кондиционер, тренер и целиот стручен штаб, се во најдобар ред и ни престануваат уште неколку утакмици до почетокот на сезоната. Целта ни е атакуваме во првите 4 места во лигата, па малку оптимистички сите очекуваме што побрзо да почне. Двете екипи подготовките во Охрид ги завршуваат во недела, а до тога ќе одиграат уште по еден контролен надпревар со екипи кои се подготвуваат крај Охридското езеро.